Господине Гошев, недела пред стартот на СЕХА лигата, односно на преварите од СЕХА лигата, каде што Струмица Макс оваа сезона ќе дебитира. Од она што го видовте до сега, подготвена ли е Струмица Макс или Макс Струмица за ова регионално ракометно надпреварување? Па добро, овие надпревари што се играат и сега и овој вечерашниот и утрешниот надпревар кој што ќе се игра се дел од тие подготовки на екипата за стартот на СЕХА лигата. Имавме еден прекрасен турнир во Струга, значи шанса каде што реално нашата екипа имаше 3 тешки утакмици, мислам тешки со силни противници, значи со Бешикташ, екипа кој што игра во Лигата на шампиони, со Динамо Букурешт, трета екипа во Романија кој што ќе игра заедно со нас во ЕХФ купот, со екипата на Бенфика исто така учесник, на кој што бевме равноправни. На 2 изгубивме, меѓутоа со по 1-2 разлика, на 1 победивме, така да таму се покаже она првична и нов вистинска вредност на екипата. Овие два надпревари со Радовиш ги добивме со 8 и 10 разлика, меѓутоа според квалитетот сепак реално да зборуваме, Радовиш не е екипа достојна за отпор на нашата екипа Макс Струмица, меѓутоа е добро за да се вежбат некои варијанти, да се вклопат новите играчи, така ќе биде и утрешниот надпревар со Пелист. Така ќе биде лесен залак за екипите од СЕХА лигата или? Не, воопшто. Ако го гледавме турнирот во Струга, каде што например екипата на Бешикташ требаше да игра оваа сезона во СЕХА лигата, не знам од кои причини не се, која што екипа има 3 милиони евра буџет, кој што има неколку репрезентативци на Хрватска, Македонија и така натаму. Ние изгубивме со една разлика, до 58 минута беше нарешено, така да во никој случај нема да бидеме лесен залак. Така. Ова стартувавте со нови имиња оваа сезона, односно ќе стартувате со видоизменет состав за разлика од минатата сезона. Но она што го е потресе јавност, ако можам така да кажам, е промената во спонзорството или пак во името на Зомимак. Во Струмица веќе струи информација дека клубот се соочува со финансиска криза. Има ли вистина во тоа и како стоите во тој дел? Не, напротив, значи промената на името беше токму во насока на зацврстување на финансиската конструкција на клубот. Значи Зомимак како приватна фирма беше спонзор на клубот во изминатите 7 сезони. Меѓутоа сега нашите амбиции растат, буџетот на клубот расте, Зомимак останува спонзор на РК Макс сега Струмица, меѓутоа главен финансиер ќе биде фирмата Макс. Така. Од тие причини е нормално да и се промени името, значи со согласности на фирмата Зомимак, кој што се уште е 100% акционер на клубот. Така. Играчки да, но организационо како можеме да се носиме со СЕХА лигата? Барам од аспект на организација и од техничка гледна точка. Ке имате прилика и вие и љубителите на спортот, не само од Струмица и од регионот и од Република Македонија, да видите каква организација има СЕХА лигата, уште со првиот надпревар. Значи тука веќе имаме подготовки и на салата, меѓутоа и во капацитетот, човечки капацитет. Значи станува збор за втората најсилна лига во светот. Тоа е после германската Бундеслига, значи втора најсилна лига во светот, а по организација број 1 лига во светот, што значи дека ова е еден огромен предизвик за нас. Не велам дека нема да имаме одредени проблеми, меѓутоа се надевам дека од утакмица во утакмица ќе растеме. Не имаме некакво искуство со играњето во групната фаза во ЕХФ, каде што од прилика пропозициите, правилата се слични, меѓутоа овде се многу по-ригорозни, значи многу построги, секој мора да биде одговорен за една работа, секој мора да се знае својата задача, од флор менаџер, значи менаџер на паркет до записничари, до деца, овие брисачи на паркет и така натаму, значи некаде околу 30 до 40 лица влегуваат во организацијата на секој надпревар. Прво коло Војводина на гости, второ коло претпоставам на свој терен, но не Струмица, Скопје. Не. Прво коло со Војводина дома, понеделник 17 часот и 45 минути. Значи според распоредот кој што ни го дадува, првите 4 утакмици ги играме дома. Значи тоа е со Војводина во понеделник, веќе после 2 дена во среда играме со словачкиот првак Татран Прешов, а веќе во сабота таму некаде 7 или 8 септември како се паѓа играме македонско дерби со Вардар дома. Така да првите 4 утакмици ги играме во Струмица, значи не во Скопје. Скопје беше како опција во случај да... Значи салата е подготвена? Значи салата е подготвена, се прават одредени финални подготовки, меѓутоа веќе герфор подлогата доаѓа во среда, лед дисплеите доаѓаат во сабота, од среда сите струмичани ќе може да бидат сведоци дека се работи на паркингот пред салата, значи поставување на нов слој,
на песок, на тампонирање, на чистење на комплетните треви околу. Тука не излегува многу во сусрет и комуналец Струмица, одредени приватни стопанственици од Струмица со нивната градежна оператива. Внатрешно во салата има преуредување на собликувалните, белење, фарбање на врати, ѕидови и така натаму. Внатре во салата одбележување на VIP подлогата, интернет, вајерлес низ цела сала, прес соба. Значи сите тие работи кои што беа како забелешка дадени од страна на СЕХА, комисијата која што беше во поста на нашата сала, до среда ќе бидат готови. И Струмица ќе го гледаме овој регионално надпреварување. Јас мислам и претходно реков, значи ако е целта да играме во Скопје, јас не сум за тоа воопшто и да играме. Значи ние сепак сме струмички клуб, ние представуваме и градот, значи го представуваме и градот Струмица и сепак ние минатата сезона се боревме за СЕХА лига да се игра во Струмица. Ако беше така, тогаш нека се играше Металург. Значи ние во ниеден случај под знак прашање не го доведовме нашето играње во Струмица. Меѓутоа, заради забелешките моравме да пријавиме како втора опција сала. Значи таа сала беше в Борис Трајковски, меѓутоа ние работиме и ќе завршиме со сите подготовки и надпреварите веќе во понеделник струмичани ќе имаат шанса да ја гледаат Војводина, српскиот првак Војводина од Нови Сад во Струмица. Прв човек на клубот, што очекувате во СЕХА лигата од Макс Струмица? Па добро, сега оваа сезона треба да бидеме реални, ова не е прва сезона, значи реков, како на играчки, така и на организационен план ние треба да растеме. Ова е голем залак за сите нас, спортските работници, како играчи, така управа, така и љубителите на спортот на крајот во Струмица. Значи не очекувам, не знам какви резултати, меѓутоа ветуваме на фер и коректна борба во текот на целата сезона. Мислам дека во СЕХА лигата има 4 до 5 екипи кои се супериорни. Тука треба да бидеме искрени, тоа е Веспрем. Значи за љубителите на струмичкиот ракомет да објаснам кој е Веспрем, тоа ви е како Јувентус во фудбал. Значи вице шампион на Европа во ракомет, кој што загуби во финалето од Лигата на шампиони. Тука е еден Загреб, тука е еден Брест Мешков, тука е еден Вардар. Значи според мене тоа се 4 екипи кои се и по квалитет убедливо подобри од сите. Меѓутоа со екипите како Војводина, Спартак Суботица, Борац, Бања Лука, Нексе, Татран Прешев, мислам дека ќе издвојуваме неколку победи, можеме да изненадиме некој од нив и на гости, меѓутоа во никој случај нема да бидеме лесен залак за никого. ЕХФ купот дали ќе биде запоставен на сметка на СЕХА лигата? Не, ЕХФ купот ова година заради рейтингот на македонскиот ракомет стартуваме од второ коло. Значи тоа треба да се игра некаде средината на октомври. Ги знаеме можните противници, значи тоа се една италијанска и една екипа од Исланд. Сега точни имењата не ги знам. Во секој случај исландјаните се фаворити во овој дуел. Исландјаните се фаворити, меѓутоа според нашите информации кои што ги имаме, станува збор за премногу млада екипа, додека италијанскиот клуб Болцано е првак на Италија, во кој играат неколку хрватски и српски интернационалци, така да не можеме однапред да кажеме дека ќе играме со представник. Ова значи дека и размислувате за ЕХФ купот, не оставате на никаква случајност. Значи апсолутно ќе се бориме на овие две полињи оваа година, значи тоа е ЕХФ купот и тоа е СЕХА лигата, па здравје Боже таму на април се вклучуваме нели во македонското првенство во тој плейоф заедно со Вардар. Така. Господине Гошев, може ли Маријан Андонов да ја вноси екипата во СЕХА лигата и ЕХФ купот? Значи Маријан Андонов веќе има внесена оваа екипа во групната фаза од ЕХФ купот. Минатата година го победивме да Металург, на чија клупа седеше Лино Чевар, човек кој што има освоено се што може да се освои во ракометот, така да не гледам причина зашто не би ја носил во СЕХА лигата. Така, и за крај, ќе успее ли Струмица Макс да ја поврати, односно да ја одбрани вице-шампионската титула оваа сезона? Апсолутно, тоа не е еден од приоритетите на нас. Мислам дека со екипата и квалитетот кој што го имаме и нормално со растењето на тој квалитет од утакмица до утакмица, бидејќи ние сега имаме 5 нови играчи, видливо е дека дел од тие играчи има потребно одредено време за да може да се воиграат со костурот на екипата кој што остана од лани. Гледајќи ги екипите од македонското првенство, мислам дека имаме и тоа како шанси да ја освоиме вице-шампионската титула и повторно да играме и следната надпреварувачка сезона во СЕХА лигата.